Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Има причина зошто Димитар Ковачевски повеќе би сакал да зборува за опозицијата, отколку за извештајот на Европската комисија. Има причина зошто Бојан Маричич ќе зборува за собраниски процедури, од чиј надзор владата бега, а нема да зборува за забелешките од извештајот. А тоа е затоа што овој извештај ја обелодени системската негрижа на владата за спроведување на реформите. На сите сега им е јасно дека кај владата во Македонија нема сериозна и суштинска посветеност на реформите за кои само зборуваат. Се гледа дека со години не се обрнува внимание на клучните области кои се проблем на Македонија. Оценката на Европската комисија во многу делови е дека нема никаков напредок во спроведувањето токму на препораките од комисијата во претходниот извештај. Тоа значи дека владата воопшто не ги земала предвид препораките на Европската комисија. Извештајот го забележува повеќе месечното незакажување на седници за пратенички прашања во собранието, што покажува евидентен страф од дебата во собранието, од надзор, од дискусија без навреди и клевети. Извештајот ги забележува и законите со лажно европско знаменце, со кои се сака да се протуркаат измени кои одговараат на власта на ДУИ и СДСМ. Во 81 таков случај. Но додека власта зборува со флоскули, ние да зборуваме со факти. Прво, ЕУ забележува на владата дека сите препораки од минатата година не се адресирани во доволна мера, особено во делот на реформата на јавната администрација. Во реформата на истата нема напредок, а Македонија е само умерено подготвена. Извештајот забележува и дека не е постигнат значителен напредок во однос на децентрализацијата на услугите и реорганизацијата на надлежностите меѓу централно и локално ниво. Во делот на економијата преовладува мислењето дека регионалната криза само ја продлабочи лошата состојба во општеството со изразито висока инфлација, високи цени на добрата, храната и енергенсите, како и потресите на синџирите на снабдување. Извештајот ја нагласува потребата мерките за справување со последиците од енергетската криза да бидат насочени кон ранливите слоеви од населението и компаниите. Тоа е во целосна спротивност со идејата на владата да ги финансира само бизнис партнерите на нејзиниот лидер. Извештајот укажува и дека државната помош доделена на компаниите преку планот за економски раст како главен инструмент за хоризонтална помош е нејасна, а државата не спровела оценка на нејзиното влијание. Според овој извештај, деловното опкружување продолжува да биде закочено поради огромната присутност на неформалната економија и бавниот напредок во рационализацијата на парафискалните давачки. Извештајот наведува дека мерките и стратегиите за подобрување на бизнис опкружувањето не се доволно систематски и конзистентни. Извештајот дава критика и за отсуството на каков било напредок во справувањето со сивата економија. Големото присуство на сивата економија го кочи бизнисот. Според извештајот, во својата остра критика наведува дека предизвиците наметнати од големата неформална економија не се адресирани на одлучен начин. Почитувани, Европската Унија повикува и дека потребно е подобрување на управувањето со јавните инвестиции. Според извештајот, овие прашања, како и големите празнини во транспортната, енергетската инфраструктура, ниските инвестиции и трошоците за иновации, го кочат потенцијалот за раст на земјата. Во делот пак на безбедносните служби се повторува критиката од претходните години дека земјата треба да го зајакне капацитетот за парламентарен надзор над разузнавачките служби. Во оваа област не е направен чекор напред ниту оваа година. Иста е ситуацијата и со правосудството, каде што оценката е дека тоа е само на одредено ниво на подготовка, односно е умерено подготвено. Според Европската комисија, забавено е темпото на имплементација на стратегиите за човечки ресурси. Во иста ситуација е и борбата со корупцијата и организираниот криминал, каде што недостасуваат средства и кадровска екипираност. Тука извештајот вели, цитирам, треба да се направи повеќе за да се подобри ефективноста на справувањето на законот во борбата против одредени форми на криминал, како што се перење пари и финансиски криминал. Ако ги сумираме оценките, владата во Македонија има и најнизок степен на напредок во вкупно 35 позиции, два пати повеќе од оние во кои има барем некаков степен на напредок. А особено, ваква е ситуацијата во делот на политиките на компетитивност, упростување на административните процедури, финансиските и буџетските регулативи, регионалните политики и координацијата на структурните инструменти, правната рамка за алтернативното казнување, признавањето на професионални квалификации, пристап до пазарот на трудот,
заштитата на потрошувачите, машинството, контролата и инспекцијата на води и така натаму. Почитувани, очигледно е дека владата е изгубена во просторот и времето. Затоа нема реформи и подобрување состојбите. Областите каде се забелешки од Европската комисија за застој не зависат од подпишување договори кои значат капитулација. Тие зависат од напорна работа, борба со корупција, ефикасност и честна посветеност. А реформите на општеството ни се потребни заради нас самите. Подобрувањето на состојбите не зависи од Европската унија, туку е само заради Македонија. Затоа на Македонија и се потребни промени. Ви благодарам. Повелете ако имате прашање. Напаѓавте за аферата Бројло, Ковачевски се вади дека нема поврзаност и дека нема ништо незаконски. Ваш коментар? Очигледен е молкот од страна на институциите, вклучувајќи го обвинителството, за да се поклопи оваа тема од 26 милиони евра. И со нападот со кој Ковачевски се обидува да се извади од темата, покажува само дека е целосно вклучен во овој скандал и затоа и не постои демант од негова страна дека не постои негова вклученост во овие компании или пак во добивањето на средства во времето кога тој е мандатар. Очигледна е и желбата оваа тема да се поклопи, да не биде во фокусот на јавноста, затоа што станува збор за еклатантен пример на злоупотреба и тргување со влијанието кое што владата го има во поглед на начин да си обезбеди средства за самиот себе. Благодарам.